Добро вечер, ова вечер. Почитувани Божи благослов, навистина уште еднаш ми е драго што можеме ова вечер да бидеме заедно, се разбира, преку Божјото присуство, преку инспирацијата на Светиот Дух и верувам дека Господ ова вечер ќе ни зборува на сите нас многу длабоко во нашите срца. И длабоко верувам дека Господ ова вечер ќе ја допре нашата душа, се разбира, преку зборот Божи, затоа што целото писмо е од Бога дадено. Ова вечер сакам да зборуваме за една прекрасна тема. Се разбира, се што е запишано во Библијата е прекрасно и е благословено затоа што доаѓа од Господ кој е изворот на самото добро. Темата за ова вечер ќе биде да се има целосна доверба во Господа во лоши времиња. Значи темата за ова вечер ќе биде да се има целосна доверба во Господа во лоши времиња. Ќе прочитаме од една старозаветна книга, се разбира книгата на Авакум, ќе читаме 3 глава од 17 па се до 19 стих. Еве што вели Словото Господово. Макар да не процута смоката и да нема плод по лозјата, макар маслината да се откаже и нивата да не даде плод, макар и овците да не останат во трдлото, па и рогот добитоков во оборите да нема, јас тогаш ќе се радувам во Господа, ќе се веселам во Бога на моето спасение. Господ Бог е мојата сила. Тој ќе ги направи нозите мои како елен и ќе ме поведе по височините мои. Прекрасен текст кој можеме да го извоиме од книгата на пророкот Авакум. Точно Авакум се наоѓал во едно многу лошо време. Во негово време се разбира. И затоа ја пишува оваа книга, поточно оваа глава, каде што сака на слушателите, на верните, на оние луѓе кои го почитуваат, го славаат Господа, се радуваат во Господа, надежта им е во Господа, да внесе радост и сила, се разбира, преку верата. И затоа вели, дури многу нешта да не се случаат, повторно, јас ќе се радувам и ќе се веселам во Господа, зашто мојата радост е во Господа и мојата сила е во самиот Господ Бог. Затоа оваа тема ја нагласив целосна доверба во Господа во лоши времиња. Се разбира, факт е дека живееме во последните времиња, кога се случува околу нас во светот и кај нас. Затоа е потребна целосна доверба во Господа. Значи, затоа е потребна да се вложи или да ја вложиме целосната наша доверба или вера во Господа. Еве што ни е запишано во Лукиното Евангелие, 18 глава, 8 стих. Ви велам, ќе ги одбраните најбргу, но Синот човечки, кога ќе дојде, дали ќе најде вера на земјата? Значи, уште еднаш го цитирам стихот, Лука 18:8. Ви велам, ќе ги одбраниме набргу, но Синот човечки, кога ќе дојде, дали ќе најде вера на земјата? Тоа е многу важно и тоа е една препорака која Господ на сите нам ни ја остава, се разбира, до второто негово триумфално доаѓање. А неговото доаѓање е многу блиску. Библијата зборува дека времето е многу блиску на неговото триумфално доаѓање. Еве што е запишано во книгата Откровение, во 1 глава, значи книга Откровение, 1 глава, од 1 до 3. Еве што ни е запишано во Словото Господово. Откровение на Исуса Христа, кој му го даде Бог, за да го покаже на слугите своји она што треба да стане скоро. Тој го најави тоа испраќајќи го својот ангел
на слугата свој Јован, кој го посведочи Словото Божјо и сведоштвото на Исуса Христа и се што виде. Блажен е оној кој чита и оние кои ги слушаат зборовите на оваа пророќство и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиско. Повторно гледаме како Светото Писмо, како Библијата не предупредува дека времето е блиско. И затоа реков, живееме во последните времена, кога се случува околу нас и кај нас. Затоа е потребна една целосна доверба или вера во Господа. Затоа што и самиот Господ Исус вели, кога ќе дојдам, дали ќе најдам вера. И тоа е многу важно да го забележиме во Библијата, она што Господ Исус го зборува за сите нас. Затоа што и самата вера во Господа, кој ние ја имаме, внесува во нас сила и надеж. Ако имаме здрава вера, онда имаме и здрава надеж. А се разбира, нашата вера е целосна во Господа. Може би се прашувате оваа вечер, почитувани слушатели, оние кои што не следите, оние кои што се разбира, го следите Господа, колкава вера ни е потребна на сите нас. И за тоа Словото Господово ни дава одговор. Библијата има одговор за сите поставени наши прашања. Затоа што од Бога нема прашање за кое нема ни одговор. Бог во своите раце, по својата милост, ги има сите одговори на нашите прашања. Ќе отвориме заедно во Матеј, значи во Евангелието на Матеј, 17-та глава, ќе го читаме 20-тиот стих. Еве што ни вели Библијата. Поточно, ова се зборови, се разбира на Господ Исус, а ги запишал евангелистот Матеј. А Исус им рече, заради вашето безредие, зашто ви велам, вистина ви велам, ако имате вера, колку синапово зрно, ќе речете на оваа планина да се премести оттаму и таа ќе се премести, и ништо не е можно за оние кои што веруваат. Значи, колкава вера треба да имаме? Се разбира, Библијата зборува треба да имаме вера колку едно синапово зрно. И ако ја имаме таа вера, колку едно синапово зрно, и тоа синапово зрно одвај со микроскоп да се види. Исус вели, ако и речите на онаа планина да се премести, и таа ќе се премести, затоа што се е можно, се разбира, за оние кои што веруваат, за оние кои што се подпираат или ја подпираат својата вера кон Господа. Во Лукиното Евангелие, значи во Лукиното Евангелие ќе отвориме заедно 17-та глава, значи Евангелие на Лука, 17-та глава, 6 стих. Еве што вели Библијата. А Господ им рече, кога би имале вера колку синапово зрно, речети на оваа царица, откорни се и посади се во морето, и таа би ве послушала. Значи, уште еднаш ќе прочитам. А Господ ти рече, кога би имале вера колку едно синапово зрно, речети на она цариница, откорни се и пресади се во морето, и таа би ве послушала. Библијата зборува дека треба да имаме, што е многу важно, вера колку едно синапово зрно. И за сите нас ни е потребно вера колку едно синапово зрно. Исто така, верата има сила или моќ, или авторитет да го трансформира нашиот живот. Пред се, почитувани, мораме да знаеме дека верата доаѓа од самиот Господ Бог. Тоа е многу важно, кој треба сите ние да го знаеме.
Верата не е нешто што ние го наследуваме од нашите предци, туку верата доаѓа од самиот Господ Бог. Всушност, Библијата зборува дека таа е дар кој доаѓа од небесниот наш татко. Еве ќе прочитаме во 1 Коринтијаните, 12 глава, 9 стих. Еве што вели. На еден вера преку истиот дух. Значи, верата доаѓа преку дарот на Светиот Дух. Во 4 стих од ова иста глава вели: постојат различни дарби, но Духот е еден и ист. Имаме различни служби, но Господ е еден и ист. И разни действија постојат, но Бог е еден и ист, кој извршува се во се. На секому му се дава во него да се пројави дух на полза, зашто на еден му се дава преку духот да зборува со мудрост, на друг да зборува знаење преку истиот дух, но на друг му се дава вера. Повторно гледаме како апостолот Павле ги поучува коринтијаните дека верата не е наследна, дека таа доаѓа од Господа. Всушност, дека таа е дар Божи. И затоа верата има сила да го трансформира нашиот живот. Ајде да видиме неколку библиски примери, поточно заедно да се прошетаме низ Евангелијата, низ сите 4 Евангелија. И имаме таму, се разбира, изморени настани кои зборуваат точно за верата. Кога зборуваме за 4 Евангелија, ги запишал Матеј, Марко, Лука и Јован. И овие се четворицата евангелисти кои го опишале животот, работата, дејствувањето на Господ Исус Христос. Но исто така ја запишале верата, која што има моќ, која што има сила или авторитет да променува животи. Ќе отвориме заедно во Евангелието на Марко, значи ќе отвориме заедно во Евангелие на Марко, се разбира, 4 глава, значи, се изменувам, 11 глава, Евангелие на Марко, 11 глава, еве што таму ни е запишено од 20 до 24 стих. Утредента минувајќи ја виде смоквата исушена, откорна. Кога се сети Петар, му рече: Рави, погледај, смоквата што ја проколна се исуши. А Исус им одговори и рече: имајте вера во Бога, зашто вистина ви велам, ако некој и рече на оваа планина, дигни се и фрли се во море, и не се посомнева во срцето свое, туку поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни она што го кажал. Зашто вистина ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе добиете и ќе ви биде дадено. Потоа во Мате, можеме да отвориме Мате во 22 глава, еве како таму ни е запишено од Словото Господово. Значи, ќе отвориме заедно во Евангелието на Матеј, 22 глава, 21 стих. Еве што вели Словото Господово. Тие му одговорија на царот, тогаш им рече: појдете, дајте го Царството Божјо, се разбира, на Бога. Значи, Евангелие на Матеј, 22 глава, 21 стих. Тие му одговори на царот, тогаш им рече: појдете го Царството на царот и Божјото на Бога. Значи, подајте го Царството на царот, а Божјото на Бога. Оно што треба да му го дадеме на Бог е, се разбира, да му ја дадеме нашата вера. Потоа, во Маркиното Евангелие ќе отвориме, значи во Маркиното Евангелие ќе отвориме
5 глава, значи Евангелие на Марко, 5 глава, од 21 до 43 стих. Еве што ни вели Словото Господово. А кога помине Исус со коработ, па на другата страна, кај него се собраа многу народ, и беше покрај морето, и ете дојде еден началник на синагогата по име Јаир, па штом го виде, падна пред нозите негови и усрдно го молеше многу, говорејќи: Ќерка ми е на умирење, дојди и положи ги раците на неа, за да оздрави и да биде жива. И појде со него, а по него врвеше многу народ и го притискаа. Една жена што страдаше од крвотечение 12 години и големи маки беше претрпела од мнозина лекари, потрошила се што имала и никаква полза не видела од сето тоа. И станало дури и полошо. Штом чу за Исус, се приближи одзади меѓу народот и се допра до облеката негова. Зошто си велеше: само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам. И веднаш престана крвотечението. И таа осети во телото свое дека се излекува од болеста. А Исус отеднаш почувствува во себе како излезе сила од него и се сврти кон народот и рече: Кој се допра до облеката моја? Учениците негови му рекоа: Гледаш дека народот те притиска и прашуваш кој се допра до мене? Но тој гледаше наоколу за да види она што го направила тоа. Жената пак се уплаши, треперејќи, па знаејќи што станало со неа, се приближи, падна пред него и му ја кажа целата вистина. А тој рече: Ќерко, верата твоја те спаси. Оди си во мир и биди здрава од болеста своја. Додека тој уште зборуваше, дојде кај началникот на синагогата и рекоа: Ќерка ти умре. Што му создаваш уште труд на учителот? Но Исус, откако ги чу тие зборови, му рече на началникот на синагогата: Не плаши се, само верувај. И никому не му дозволувај да оди со него, освен Петар, Јаков и Јован, братот на Јаков. Дојде во куќата на началникот на синагогата и виде растревоженост, плачење и силно вирискање. А кога влезе им рече: Што сте развикали и зошто плачете? Девојчето не е умрено, туку спие. А тие му се подсмеваа. Тој пак, како ги истера сите, ги зеде таткото и мајката на девојчето и оние што беа со него и влезе каде што лежеше девојчето. И откако ја фати за раката на девојчето и рече: Тавита куми, што значи девојко, тебе ти велам, стани. И девојката отедна стана и почна да оди, а имаше 12 години. Сите се зачудија многу, а тој строго им заповеда никој да не разбере за тоа и рече: Дајте и нешто да јаде. Повторно гледаме колкава мојк, колкава сила има верата. Во овој текст кој ни е запишан во Марковото Евангелие, 5 глава, од 21 до 43 стих, гледаме два конкретни случаеви. Како една жена има крвотечение 12 години, но и како една девојка од 12 години, незините 12 години умира. Но Господ направи навистина и целение во нивниот живот. Но тие веруваа. Таткото на ова девојче Јаир веруваше дека ако Исус дојде во незиниот живот, дека ќе ја воскресне. Всушност, ако Исус дојде во куќата на Јаир, дека ќерка му ќе оздрави или ќе воскресни од мртвите. А ова жена која имаше 12 години крвотечение, во себе си велеше: ако само се допрам со вера до неговата облека, ќе бидам и целена. Ете што може да направи верата. Ако даде Господ, наредната исто така богослужба ќе можеме повторно да зборуваме за верата. Што може да направи верата? И дека во верата ја имаме целосната мојк и сила и авторитет.
Исто така, видовме дека колку ни е потребна верата на сите нас. Да се потприме во Господа со вера, затоа што навистина живееме во последните времиња. Имајте убава, благословена вечер. Господ нека биде со вас. Се разбира, се гледаме до наредната емисија Глас на вистината. Со темата целосна доверба во Господа, се разбира, во овие тешки и лоши времиња во кои што сите ние се наоѓаме. Пријатна вечер. Добро вечер. Ова вечер, почитувани и Божи благослов, навистина уште еднаш ми е драго што можеме ова вечер да бидеме заедно, се разбира, преку Божјото присуство, преку инспирацијата на Светиот Дух, и верувам дека Господ ова вечер ќе ни зборува на сите нас многу длабоко во нашите срца. И длабоко верувам дека Господ ова вечер ќе ја допре нашата